Инаку интервјуто го направивме пред да започне програмата. Штовани слушатели, денес разговор водиме со Ристо Бањеглав од штипското село Карбинци. Не сум најсигурен дали е од Карбинци, меѓутоа знам дека е кандидат за градоначалник на ова општина. Ристо, добро утро на вас. Добро утро и поздрав до сите слушатели во диаспората од Карбинци и од Македонија. Вас ве побарав, бидејќи вие сте еден од најмладите, и ако не и најмлад градоначалник во Република Македонија, меѓутоа младо момче кое се занимава исто така и со земјоделие. Впрочем, спрема моите информации кои ги имам, вие сте и председател на независниот синдикат на земјоделците, нели? Така, да, значи јас сум најмладиот градоначалник, кандидат за градоначалник во Република Македонија, кандидат за градоначалник на општина Карвинци, на нашата општина, кандидат за градоначалник од Сојузот за едината, предложен од партијата Достоинство на генерал Ангелов. Јас сум Ристе Бањеглав, имам 26 години и работам на земја, на земјоделие, се занимавам со земјоделие, од кога мајка ми ме носела по нивите, од мали нозе, останав без татко, скоро цел живот и работам на земјата и луѓето во мојата општина и во мојата држава ме препознаваат по тоа што се занимавам со земјоделие и со сточарство и одгледувам 120 кози. Добро, кажете ни како е животот да се занимаваш со земјоделие и сточарство, бидејќи во Република Македонија гледам дека нашите повеќе сакаат да седат по кафињата, да пијат кафе, отколку да земат лопатата, мотиката, доријата, или пак да го чистат тррлото или пондилата каде што е добитокот. Така, јас како млад човек, по мојата екзистенција, значи, сега се запишав на правниот факултет во Кочани, во Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со задоцнување во мојот живот е ова запишување, но затоа што таква ми била судбината. Инаку, земјоделието е тешка работа. Нашиот народ знае како е тешко да се стане са бајле во 5, па да се извоза 100 кози, да се качиш на трактор, да обработуваш земја, да обезбедиш храна, да обезбедиш лебно зрно за мојата фамилија и да обезбедиш производ кој што треба да го продадеш за да останеш на селото, да работиш. Единствено, јас сум столбот во мојата фамилија уште од мали нозе и работата и маката ме научила да можам да се борам, да работам, да едноставно на земјата да творам и да можам да произведувам храна и за мене и за луѓето кои што живеат во град. Толку така, на моја генерација, моите другари, моја генерација луѓе кои што живеат во државата, лесно сакаат, многу лесно да дојдат до финансиски средства и да си го живеат животот. Но мене животот не би овозможил да се родам во некое семејство каде што татко ми или мајка ми биле директори или некое семејство каде што имале финансиска благосостојба. Единствено мене само Бог и Господ ми дал подршка, морална и секаква подршка да останам со земјата, со мајка ми и да обработувам околу 15 хектара површина и да чувам кози. Значи тоа е единствената работа од која што живеам во моментот и цел живот, сите 26 години сум така. Ристе, навистина сте за пример во Република Македонија, па и пошироко, затоа еве ова што го слушнавме доста е жално. Каде ги пласирате вашите продукти, производи, односно производи од козите и од земјоделието? Така, јас на почетокот напоменавте дека сум и кандидат за градоначалник и дека сум лидер на земјоделците во Република Македонија, дека водам независниот синдикат на земјоделци и сточари од државата. Мене маката ме направи
го направи тоа за да формираме еден земјоделски синдикат. Јас произведувам некаде 20 до 30 тона пченица, која што ја давам во млиновите и пред 3-4 години беше цената катастрофална, не можевме да си ги покриеме трашоците. А земјоделецот во Република Македонија е најнеорганизираната група, за жал. Сите асоциации на фармери, федерации на фармери, сите се подчинети или кон една или кон друга страна и ги манипулираат земјоделците и производителите кои што живеат на село и кои што произведуваат за да јадат Скопјани, да јадат Штипјани, да јаде цела држава, целата наша држава за да јаде квалитетна и здрава храна. Тука земјоделецот не си го наоѓа своето место и затоа ја организирав и регистрирав независен синдикат за правата на земјоделците. Почитувани пријатели, ако се сеќавате, уште мојот дедо кога носел жито во водениците каде што се мелело вода, каде што се мелело житото со вода, воденица на вода, тогаш од 100 кила 10% му взимале УН за услугата што ќе му сомелеле брашно. А сега во 21. век со секаква технологија за брашно, ние земјоделците во Република Македонија што произведуваме зрнеста храна или лебно зрно, ни взимаат 50%. Ќе однесеш во млин, па ќе ти каже гадна е пченицата, па ќе ти каже има влага во пченицата, па ќе ти каже српската пченица е подобра од македонската, но за жал ние тоа не можеме да го премолчиме и јас како млад човек не можам тоа да го премолчам. Иако сум кандидат за градоначалник од Сојузот за иднината, единствено јас не сум политичар кој што сака да се занимава со политика, единствено мојата цел е на секој земјоделец, на секој сточар кој што ќе произведува да можам да го заштитам. А и мојата дејност е земјоделието и сточарството. Мене политика не ме интересира и јас единствено ќе ги барам правата на земјоделците во Република Македонија. Ристе, често пати слушаме еве и предизборната кампања во ЕК дека се има распределба на субвенции во Република Македонија. Дали распределбата на субвенциите спрема вас е по реципроцитет и спрема заслуга или пак има некои работи кои се прават задкулисни? Вака, јас кога пишував текстови во пред 2 години, мене дојде Крајслер од дома, ме зема и после тоа нашата полиција ми даде образложение дека сум немал пари за такси и сум ги повикал полицајците да ме однесат во полициска станица Штипи, бев лишен од слободно 2-3 сати, но го издржав тоа. Субвенциите се неголемата пералница за пари во државата во моментот. Ние имаме прекрасни површини кои што се засадуваат фиктивно со ореви, фиктивно и со тикви, кои што се одлеваат многу пари од буџетот во државата. Јас им поставив добро едно прашање. Добро, ако ние знаеме како држава колку пари издвојуваме за грозје, колку пари издвојуваме за насади на ореви, колку пари издвојуваме за пченица, имаме резултат во Министерство за земјоделие дека толку и толку производство имаме. Ајде нека ми каже министерот, ако даваме 1-2-3 милиона евра за тикви, каде се тиквите, каде е производството од тиквите, или ајде да прашаме дека тиквите, да кажеме дека тиквите ги нема, каде се семките од тиквите, која било семкара во државата да ја прашате, од каде ги зимате семките, сите ќе ми кажат од Турција. Тоа е едниот сегмент каде што јас се сомневам во делењето на субвенциите. Вие може во Австралија, почитувани пријатели, знаете дека се затвори еден многу голем комбинат Аде Джумаилија. Милионски суми на субвенции се даваше на тој комбинат и кога откупаше грозје од лозарите и се уште не им е исплатено грозјето. Тој господин си замина од државата и јас ќе го наречам авантурист во земјоделието. Државата нема никакви модули
да може да ги исконтролира субвенциите и да знае да ги даде правилно на земјоделецот кој што произведува и да се зголеми и земјоделското производство, но тука е битно и сточарското производство. Ние во 92-93 снимале над 2 милиона овци, почитувани пријатели. Но сега оваа држава, оваа влада издвојува 800.000, а за 800.000 овци субвенции. Но јас тврдам најодговорно, во Република Македонија ние немаме повеќе од 300 до 400.000 овци. 400.000 овци се фиктивни кои што се даваат на фиктивни сточари. Значи тоа се луѓе кои што се поврзани заедно со власта за да си поделат огромен број на средства каде што не завршуваат реално во секторот сточарство. Зошто го велам ова вака? Го велам затоа што ако од 800.000 овци секоја овца ќе има по едно јагне, значи не ги ставаме по две. Тоа са една дупла бројка од 800.000 е дупла бројка од јагниња. Но меѓутоа, Македонија, нашата држава, оваа година, од 22 декември до 1 јануари таму, извезе околу 100 до 120.000 јагниња. Каде е бројката од 800.000 овци? Зарем толку 800.000 овци објагниле само 150.000? Значи ние имаме пат на производството. Ако вие субвенционирате во нешто, ако вие инвестирате дека треба да се зголеми производството на храна, бидејќи и Светска трговска организација веќе апелира да произведуваме храна, бидејќи во светот сме многу луѓе, а ние имаме пат на производството. Затоа јас се сомневам дека субвенциите се најголемата пералница на пари. Се случуваше и функционери да взимаат огромни средства, се случуваше и функционер од источниот регион да взима 500.000 евра на име субвенции. Добро, Ресто, значи субвенциите, парите кои ги доделува државата не одат на право место спрема она вие што го кажувате, бидејќи еве ние сме при крај со времето.